Со намалување на потрошувачката на енергија во јавните институции, особено во градинките и училиштата, општините можат да заштедат од 30 до 60% од сумите што ги плаќаат за струја. Ова е една од главните причини поради која се повеќе општини размислуваат за инвестиции во енергетска ефикасност на објектите. Една од нашите приоритети во програмата беше енергетски ефикасна општина. Кога зборуваме за енергетски ефикасна општина, значи да се поставуваат сончеви панели на покривите на буквално на сите јавни институции, каде што приоритетни се најпрви детските градинки и училиштата, основните училишта. Виница веќе има поставено термоизолациона фасада и фотоволтаичен систем на зградата на училиштето Никола Парапунов во село Трсино, а размислува истото да го направи и на други објекти. И нормално е дека на овој повик од страна на владата на Република Македонија ние како општина ќе аплицираме и за некои од училиштата. Имаме проект готов кој што аплициравме заедно со трансграничната соработка, тоа е со едно од средните училишта во Република Бугарија, така да и Ванчо Прке, доколку него добие овој проект, нормално дека бидејќи имаме проект готов, ќе аплицираме и за средното училиште, а ќе аплицираме и за останатите основно училиште во нашиот град. Со своји планови и општина Македонска Каменица, чија главна цел се големите потрошувачи. Веќе изработивме проекти за фотоволтаично напојување на градскиот пазар, на Домот на културата и куќата на спортот како најголеми потрошувачи на електрична енергија, и тоа планиравме да го финансираме од буџетот на општината. Доколку овие наши проекти се реализираат преку ИПА фондовите, ние ќе се фокусираме на изработка и реализација на проекти на останатите јавни објекти во општината, затоа што тоа не е и програмска определба. Шанса да ги реализираат проектите општините имаат со новиот грант кој го нуди Министерството за финансии во висина од 2 милиони евра. Станува збор за средства преку ИПА компонентата на Европската Унија, кои што ќе бидат наменети за набавка на фотоволтаични системи за јавни објекти од типот на градинки, училишта, општински згради и слично. Повикот се однесува на 35 општини во 4 региони со најнисок БДП по глава на жител.